Како што ветивме, така и исполнивме, не сме ние Дејан Лилич, еве го Мац. Еве го Мац, зошто е, чекај, морам да те прашам пред да почнеш, ме прекори, ме искара преска. Не било стендап, моноспектакл. Па заради тоа што се ми дојде некако преку глава и реков факов на се. Да, и ќе направам моноспектакл. Зошто е моноспектакл? Моноспектакл е заради тоа што е и стендап и театар во едно. И ќе е комбинација на се. Башка е еден, иронијата е дека е спектакл, спектакл треба да има све и свашта, да се вртат сцени, да се пуштат, а ова иронијата е дека еден човек, а прави спектакл. Ќе видам, ќе пробам. Добро. Едва и чекам. Добро. Имам многу работи, ја кажам. Сат и 40 минути. Сат и 40 минути. Да. Голем предизвик, се спремам веќе 3 месеци. Не си настапал толку долго до сега. Да. Во една соба го припремав тоа секој дневно во театарот, се заклучував и само работив на материјалот, едва и чекам да се случи, повелете на сите. И не излезе 7 месеци. Да. Од 3, али нема везе, 7 се случи. Нека е така. Океј, гледајте го 24 декември Битолски народен театар, а сега да го чуеме Мацко, ја ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте и денеска со нас. Ајмо Мац! Дечки мои, пријатели мои, ви благодарам за аплаузот, се чувствувам почестен како Петре Шилегов се чувствувам на митинг. Тишина, многу од СДС овде вело. Многу стегнати. Си размислував вака е пред новогодишно некако атмосферата. Си размислував што ако Дедо Мраз беше од Македонија, знаеш, како би сигурно би бил депримиран, знаеш. Сигурно би бил онако смрачен, знаеш, застанат. Тој не би имал работилница за играчки, сигурно би имал работилница за не работилница, би имал печатница за бугарски пасоши, мислам. Реално, како ти кажам. Сите желби. Ова е аплауз со страв како јас сакам, ама не. Све има некоја атмосфера на колективна депресија, човече. Значи си викам, мора да се измисли нешто, мора некако позитивно да се делува врз луѓето. Дури сакав и во кампања да влезам, нешто. Барем јас ќарки имам нешто. Ако не вие. Се зафркавам, нема везе. Има една апликација на интернет, се вика Итан, апликација која постојано ти зборува позитивни работи, те стимулира, те мотивира, или во глобала ти зборува позитивно, само ја инсталираш и тоа преку звук. Во текот на денот цело време ти пушта позитивни работи. Викам, човече, ово Итан идеален е за во влада, мислам. Се ќе биде добро, се еве ние одиме за НАТО, одиме Европска Унија, правиме еве сега со загадувањето работиме, а што работите? Па еве работиме да дојде пролета да се тргне загадувањето. Мислам реално. Не е заплаус, али јеби да, тоа е. Имаше известување исто, не знам дали видовте. Порачавме заштитни маски, но за жал нагрешка се пушти кондом со камион со кондоми. Нарачаја цел камион заштитни маски, нагрешка стварно, ова вистина е, пуштија камион со кондоми. Сериозно ова. Мислам, добро, без разлика, загадениот воздух може да влезе низ најразлични дупки, така да кондомот некаде може да се стави. А потоа, видете, на некој начин оваа влада е отворена за критики, може да поставиш прашање, например, исто. Освен шлеперот што беше со кондоми, исто така стигна и шлепер со вазелин. Тоа не беше грешка, затоа што вазелинот се мачка на одредени места, тука кај степлочниците, и се потврдува македонската поговорка, веду здрав мозок. Затоа, драги мои пријатели, било смог, било магла, било загадување, значи fuck off, сакаме чист воздух! Влегам во кампања, дечки. Затоа, ние во Битола дури сакавме трамвај да направиме, немавме услови, порачавме автобуси од 43-та ни пушти Шилегов. Али тоа е некако реалност. И си викам, мора некако да ја инсталирам оваа апликацијата, значи. Итан и викам позитивна ми збора. Замисли, ти се разбудуваш од сабајле и ти вика, колку си прекрасен, каков ден, каков предизвик. Па кога ќе видиш ти уствари во Македонија стварно е предизвик да го преживееш денот, човече. Мислам реално. Ако овој Итан би имал македонски карактер, тоа сигурно би бил некој мрчатор, значи нема шанса да е позитивен. Замисли, ќе те полуди ако е позитивен. Ти одиш например вака се, одиш на работа, ти вика супер, стигна на работа. Кој супер бе, човече, смачено ми е. Мора да е мрчатор. Ние не ни делува кај нас, например, на позитивно. Има цела анализа дека со позитивно го стимулираш човекот. Нема шанси кај нас. Замисли шефот ти и ти вика, дали би сакал ти да ја изработиш оваа задача? Не. Кој нормален би рекол да. А замисли ако овој Итан би имал македонски карактер. Лудници. Одиш на работа и се Итан ти зборува, те стимулира. Како те стимулира? Говедо.
Ајде работи го, ведо. Кога ја заврши таа работа што требаше пред 10 дена да биде, уште ја нема завршено. Тој е македонски. Или замисли ти спиеш, треба да те разбуди. Спиеш и слушаш само стани, свињо. Стани, пак касниш како секој ден, стани, волу. И ќе станиш. Немаш друг избор. Одиш на пример во WC, застанат пред огледало ти, значи ако е позитивна замисли ти вика прекрасна фризура. Како ќе ми рече мене прекрасна фризура? Срамота е, знаеш. Се гледам во огледало, ме лажи, а замисли македонска верзија. Ти вика, а шо ти е таква како топка волна е на фризурата? Браво. Не мораше баш на улов. Аплаус. Значи, дури Оливер Спасовски има поубава фризура од тебе. Барем него му личи на нешто, му личи на ластовичка волет. Замисли, одиш на пример исто, врегуваш во дневната, горе на горниот спрат, деца пиштат, вриштат, америчкиот титан би рекол, одлично, детски джагор, македонскиот би рекол, шо е овој мамица да ќе ви ја кој фатам долу, вие што тропате. Тоа е македонска варијанта. Или долу рока, замисли, Дженан Лончаревич или некој такви, тие се нида, менида, некој такво. Замисли, америчкиот би рекол, например, прекрасна музика, но добро е да слушаш класика, нема да ти речи не го слушај ова. Македонскиот би рекол, одлично, продолжи, дај ракија, дај да пиеме, дај да се дружиме, дај да се заебаваме, дај да ја рушиме цела зграда. Тоа реално ми било. И сега, например, тргнуваш сега, оти тоа е апликација, тоа е во сите можни сегменти го има Итан. Замисли, тргнуваш на пат со жена ти. Успат се возиш, одиш, например, Грција, негде, возиш и ти вика Итан, сврти лево, ти вртиш лево. По некој време жена ти станува љубоморна. Возиш едно време, таа ти вика десно, вика право. Вика, чекај се, право или десно, право или десно, право или десно. Таа ти вика десно, право, ти вика десно или право. Чекај, право ќе возам Итан. Абе ти са повеќе во Итан или во мене ќе веруваш, ало? Ти викаш во Итан, ти е поврзан со сателити, со Google Maps, со сите работи. Прекини го! И ќе го исклучиш, фино лепо, и ќе веруваш на жена ти заради тоа што таа во средно, кога била со родителите таму, се сеќава уште како слики се појавуваат попат. Така да, ние двајца не можеме да се разбериме, па камоли уште еден Итан. Така да, за македонска варијанта, не ни треба апликација, не ни треба ништо. Ние сме толку хардкор, што сами ќе се испоколиме. Така да, дишете чист воздух, забавувајте се, среќна нова година и жаре, кај жаре. Чао, жаре.